Настана со декрет на Политбирото, ги надживеа партијата и државата и остана цели 45 години на производствените ленти. Приказната за Лада Нива започнува во 1971 година, кога тогашниот премиер на Советскиот сојуз им дава задача на домашните производители да создадат ефтин и издржлив автомобил кој еднакво добро ќе им служи на војниците и на селаните. Инженерите на ВАЗ, каде туку-што беше започнато производството на првата Лада, се зафатија за работа и искристализираа 3 предлога. Концептите на лесно подигнат патнички автомобил и груп теренец со мек покрив налик на джип не поминаа, но третиот еволуираше во нам добро познатата Нива. Тестирањето на првите прототипи со официјална ознака ВАЗ-2121 започна во 1973 година. Тие беа подложени на искушенијата на сите можни терени и временски услови на големата земја, попат добивајќи го изгледот на серискиот модел, чие производство започна во 1977. Со својата издржлива механика и модерна, но практична каросерија, Нива беше доживувана како технолошко чудо. Ги имаше задржано добрите особини на патничките автомобили, а со стандардниот погон на сите 4 тркала со редуктор и блокада на централниот диференцијал беше способна да совлада секакви беспаќа. Светот ја запозна наредната година на салоните на автомобили во Брисел и Париз, кога и започна нејзиниот извоз. Во тек на својот живот, Лада Нива стигна до сите меридијани на земјината топка, дури и на Антарктикот. Минимално технички и оптички осовременувана се продава и ден денеска, но заради еколошките норми само на ограничен број пазари. Лада неколку пати се обиде да ја замени со понов и посовремен модел, но безуспешно. Досека се произведени околу 2,5 милиони примероци, од кои околу 700.000 се извезени. Од оние пак што беа продадени на домашниот пазар, денес во употреба се околу 1,2 милиони.